Сакам да истакнам дека нема да ги повикувам граѓаните да гласат за еден или за друг кандидат. Бидејќи секој граѓанин си е здраворазумен, си има право на гласање и си има одговорност кому ќе го даде својот глас. Но, кој да победи, доколку вистински се залага да го заштити јавниот интерес, треба да носи одлуки во полза на сите и да го заштити уставно загарантираното право за здрава животна средина и активното учество на граѓаните во креирањето и во донесувањето на одлуките. Ќе почнам со урбанистичкиот хаос како најголем проблем и дополнат деталните урбанистичките планови, кои што не се во согласност со генералниот урбанистички план. Да не се издаваат дозволи за градба врз основа на детални планови, чии параметри, например, висина, густина на население и така натаму, се поголеми од предвидените во генералниот план. Издадените дозволи за градба да бидат јавно објавени на мапата која што Шанса за центар доброволно ја направи, ќе ја стави во корист на општината, а општината ќе треба само да ја одржува. И на попреки од објектите кои што се изградени во коритото на реката, од галиите и од ѓубрето што се собира. Јавно ги повикувам кандидатите да се обврзат дека ова ќе го применуваат. Ова се најакутните проблеми, а има и повеќе. Нашите советници ќе делуваат конструктивно во советот, ќе соработуваат за овие и за други проекти кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, но ќе бидат и гласни критичари за сите сомнителни одлуки. Поради намалување на демократијата во државата, ние одлучуваме понатаму да продолжиме со собирање на подписи со регистрирање на граѓанско-политичката платформа Независно заедно. Воедно сакам да ги повикам сите независни групи низ цела Македонија, кои би сакале да бидат дел од оваа платформа на децентрализирано поставени јадра, кои ќе делуваат во своите локални средини, но ќе имаат еден сигурен чадар за податамошен настап на изборите, кои ќе бидат една јадра на демократски процеси кои ќе почнат полека, но сигурно да го рушат монолитот на политичките партии кои не сакаат да се откажат од позициите на кои ги задржуваат, но кои ние гледаме дека не работат за корист на граѓаните, па само вака здружени граѓаните ќе можат да се изборат, да го напукнат монолитот и да го забрат ова 30 годишно опустошување на државата. Што значи како нареден период, најверојатно ќе ги средби со партиите, да видиме на кои точки се преклопуваме и за тие точки заедно да настапиме, со класични политички коалиции, со Совет не